Екипата на Бекстеж ве поздравува од убавиот целетен амбиент на Specialty Coffee 7 грама еспресо. Аеродром, а овде спроти мене еден човек пред кој што јас така чувствувам некако и одговорност и трема секогаш кога разговарам. Човек кој што можам да кажам процентуално има ослабено најмногу луѓе во Македонија, но денес поводот за овој разговор во Бекстеж е тоа што е првиот македонец со злато на Мистер Олимпија аматер во Шпанија. Вау! Ивица Јанев, Ице ББФ, добре дојде. Добро ве најдов, Тања, по неколку пати поред. Како се чувствуваш, кажи ми најпрвин, и што точно за тебе значи ова титула, како стигна до титулата и како секаде каде што ќе се појавиш на секој едно преварување, ти завршуваш на првото место. Не, овој разговор треба да биде малку и мотивацијски за целата млада публика, особено која што не следи во моментот. Па вака сега, значи што представува ми го постави првото прашање. Ова беше уште една од моите to-do list или чекс да направам, еден сон остварен. Ова е еден од како да кажам, можеби не последен, но можеби помеѓу последните сонови поврзани со спорт. Бидејќи овде сега ќе земам една пауза, но не значи дека ќе биде ова посебно моје надпреварување. Бидејќи сакам да имам од време на време такви предизвици што ќе ме држат што е можно поактивен, а воедно да се предизвикам сами од себе си да се надминам со моите граници. А мислам дека тоа можам да го остварам. Вториот дел од прашањето, како освојувам цело време први места, па очигледно одам на намести надпревари. Мала шега. Мала шега. Не, јас ги одбирам најтешките надпревари, тоа се надвор од Македонија и буквално кога одам таму, одам без никој да знае кој сум, што сум и од каде сум, ретко и кој слушнал, мислам, за Македонија. Да, го слушнали името и така натаму, но збориме за високо престижни надпревари каде што има преголема конкуренција. Јас сум двократен европски шампион, 3 пати балкански шампион и сега прв што донесе злато од Мистер Олимпија. Додека сите спијат, ја правам кардио, додека сите мој жешко, јас вежбам, ја после одам на тренинг. Значи ти ме праша како не те мрзи. Значи јас кога се споредувам со моите врсници, сега да не речем неблагодарно, но доста сум помлад. Како се чувствувам, како функционирам и што се може да направам, вклучувајќи одиме во градинка, после попладне да речем, во градинката се играме со дечињата, кога јас ќе направам паралела помеѓу мене и другите родители, има огромна разлика. Јас сакам таа разлика, јас сакам таа енергија, јас не сум човек што сака да спие по цел ден. Како изгледаат психофизичките подготовки пред ова едно вакво големо надпреварување каде што еден наш македонец освојува златен медал? Дали си понервозен дома? Дали е повторно се на грамажа како што порано си ми објаснувал во интервјуата? Дали се повеќе од еден тренинг дневно? И како сето тоа се комбинира со реалниот живот кој што го живееме сите дома? Две деца малечки, точно. Не е воопшто лесно, огромен предизвик е. Почнувајќи да си ги завршиш обврските како родител, потоа како сопруг, па потоа како ментор, што знаеш, јас водам еден куп луѓе со мене во нивната преобразба. Предизвикот е голем. Значи, едноставно мора ти да направиш еден баланс што ќе скратиш од многу места. Јас доста скратив од социјалниот живот. Тој дел, наречеме, во овој период го немаше. Не можам да кажам не постоеше, но го немаше. Значи, ставав приоритети на работи што мене ме задоволуваат, а не на безделничење. Дали е во грамажи? Да, секојаш е во грамажи. Кај нас и денеска е во грамажи, утре ќе биде, бидејќи ние така живееме, не може да правиме произволно. Да, има и обрати што се произволни, но од прилика веќе раката ми е научена колку треба да земе, знам колку едно парче месо или колку би било оризот или компирот или киноата или било што ми треба за јадење. По Мистер Олимпија во Шпанија, дали имаш уште некој неосвоен врв, уште некоја желба или тука некаде се заокружуваат? За сега немам некој предизвик, да бидам искрен, бидејќи јас предизвиците ги одредувам според достигнувањето од другите. Значи некој пробал, не успеал, јас пробувам и успевам, да не сум себичен. Значи јас вложувам многу повеќе труд од секој што го познавам во овој спорт. И затоа правам многу побави резултати. И воедно го користам мојот мозок и моето образование. 3 универзитети за нутриционизам. Не еден, 3. И тоа сето кога ќе го сублимираш и кога ќе го ставиш и плюс ангажирам и тренер. Значи не сум јас од тие што мислат дека знаат се. Значи моето знаење го консултирам со некој што е во областа и на крајот се гледат резултатите. Резултатите што сум ги остварил јас во спортот бодибилдинг, никој жив до сега во Македонија не ги направил. Јас оставам простор и патека, јас викам го изодив снегот, да направив во снегот чекорчиња, сега има доста млади и надежни што тие нека го земат за пример и нека ме надминат, бидејќи јас немам некои големи пред мене сега вакви. Уште едно-две ќе има, можеби едно на 45, едно на 50, па натаму ќе видиме.
но за сега не сум зацртал некој во главата што би направил. Доаѓаше на интервју, ми спомена веднаш по интервју заминуваш на вежбање и те прашав Доброице, некогаш не те мрзи, некогаш не ти досадува. Еден апел до сите кои што не следат во моментов, како да им стане потреба и навика вежбањето како што ти е станато на тебе и те држи со години. Вака сега, јас често пати знам да кажам следно. Сум ти го кажал и тебе. Здравиот живот не е казна, е одлука. Значи, вие треба да одлучите што сакате да правите во вашиот ден и во вашето слободно време. Кога ќе сватите дека тренингот не е слободно време, туку е дел од вашето биднување во текот на денот, значи битие, тогаш е друга работа. Значи, кога ќе сватиш дека јас во овој ден треба да извежбам, и тоа не е моја одлука на задоволство или одлука на слободна активност, туку таа е дел од моето функционирање. Значи, дел од, како што кажав, од бидење, да бидиш денес. Тогаш е полесно. Значи, без разлика на се, дали си има лош ден, добар ден, тажен или весел ден, ти ќе извежбаш. А ако е, ова го правиш поради не знам какви причини, па згоре на се ако сметаш дека едва и чекам да заврши тренингот, едва и чекам тоа да направам, значи како казна, тогаш си се зафркнал. Те валурам многу што како и секогаш беше реален и објективен пред објективот на Бекстејдж и се гледаме повторно летово. Ми ветуваш, имаме многу што да кажеме. Летото е полнек, а луѓето сакаат да вежбаат, но им фали малку вака еден Ивица Јанев да се појави и да ги мотивира. Му фали да ги мотивира, ама и друго нешто му фали, да ти кажам право, да се одредат приоритети. Скапо му е да купат кај некој 3-месечна програма, а не му е скапо да одидат 3 дена во Грчка. А 100 пати е поскапо или 5 пати е поскапо или 2 пати е поскапо од 3 дена во Грчка отколку 3-месечна програма. Едноставно приоритетите ги искривуваат. Посакаат лажни слики на Инстаграм да стават отколку да се представат реално како што изгледаат на огледало. Дај да видиме реално, јас така ќе речем.